Бате, тоа типчето, на погрешно место да не ни кажа да дојдем? Што ми Давуд доаѓа на точно место сме. Што бара овој тука? Мисли дека ќе ја купи керка му од Изет. Што ќе правиме, бат? Влегуваме. Обезбедувањето тука ќе ве чека. Каде, Инчи? На оваа страна. Бате, момент сам. Полат Алемдар дошол. Ти не си го држа зборот. Полот Алемдар нема да излезе жив од тука. Мрди! Мрдајте, викам. Инчи, што и направивте на керкари? Нека ти е добра, господин Давуд. Како што ти ветивме, така ќе биде. Ама ти не си го држа зборот. Види. Ако не пуштиш, ќе обезбедам Полот да не те убие. А? Инджи, добро ли си? Моето бебе. Бебето ми го крадоа. Господине, за време на операцијата настанала компликација. Додека ја породувале, почнала да не делува анестезијата. Ова се случува еднаш на 700 случаи. И тоа најчесто за време на операција со царски рез. Ви благодарам, доктор. Нека ви со помин. Да ви објаснам.
За целосна анестезија на болните им се дава коктел од 3 различни лекови. Првата група е за релаксација на мускулите, така да, вклучувајќи ги дишните органи, се релаксираат сите мускули. Втората група е против болки, за да болниот не осети никаква болка. Третата група пак се тие што ја успиваат болната и што овозможува да се раскине врската со светот. Компликацијата настанала поради тоа што болната не ја изгубила сосема свеста. Во таков случај болната е свесна за операцијата, ама поради аналгетиците не чувствува болка. И поради лековите дадени за релаксација, на мускулите не може да се движи. Кустата моја ќерка. Се слушнав и се видов болат. Знам, Инджи. Инекцијата ми ја дадо во собата каде што ме држа. На почеток не ми беше јасно што им беше намерат. Што правите? Оставете ме! После кратко време не можев да се движам. На носилка ме извади од собата. Ги слушнав што зборуваат. Ама не можев да мрдам. Почнаа облеката да ми ја сечат со ножици. Тогаш ми стана јасно што ќе ми направат. Сакав да викам, да ги молам, ама гласот не ме излекуваше. Ме покрија со зелени чаршафи за операција. Кога го видов скалперот во рацете на докторот, прво се исплашив дека ќе осетам болка. Потоа се загрижив за моето бебе. Докторе, без оглед што ќе се случи на девојката, јас тоа бебе го сакам здраво. Болка не осетив. Ама осетив се што ми правеше секаде каде. Што ме допира. Не знам колку траеше. На крај го извадија моето бебе. На почеток не заплаче. Многу се исплаши. Помислив дека нема да преживее поради тоа што рано ме породија. Докторот доста се измачи за да заплаче. На крај му го слушнав глас. Нашето бебе почна да плаче. Болат нашето бебе живее. Најди ни го бебето. Ќе ги најдам, Инджи.
ке го најдам син ми. Ајде, отвори устата. Ајде, Душо. Многу ли спи Отвори вода? устата, многу убаво, отвори ајде. устата. Испружи го јазикот, мајкино. Кажи, Ајде, јазикот да му го покажеме. Браво, на браво. чичкото. Брзо. Испружи го сега Отвори да јазикот. види, мама, отвори. Ајде, дете, да те слушам одзади. Ајде, злато. Подигни, подигни браво, блузата, ајде. одлично. Кашлај. Диши длабоко. Кашлај. Така. Погледни. Ој, кој е наред? Кој? Дај ми го тоа мене. Дај. Добре дојдовте. А господине, не можете да влезете? Имам пациент, почекайте малку. Нашиот е хитен Не случај. разбирам, ама има пациент. Одете кај друг лекар. Ние сакаме ти да го прегледаш. Добро, смирете се. Да си ја земам чантата, веднаш доаѓам. Дайте ми ги мобилните телефони. Побргу. А господине докторе? Бидете смирени, направите што Оди. ви кажат. Мамо. Види, Изо. Види го, брат ти. Како да го крсиме, брат ти? Според тоа дека брат му се вика Изет, дали да го наречеме Поац? Докторе, дојди да те видам. Го земале човекот што ни го кажа. Господин Хакан е добар педиатар. Сигурен сум дека добро ќе си ја изврши работа. Значи ми викаш дека мојата работа заврши. Можно ли тоа, бате? Јас сум ваш лекар. Кој може подобро да ве разбере од мене? Ти си веќе уморен. Дојде време да се одмориш. Покрај вас многу ми е добро. Воопшто не се чувствувам уморен. Не ме заморувај, докторе. Ако викам дека си уморен, уморен си. Треба да ти испратим на еден убав одмор. Аман, бате Изет, толку ли ви служев на вас? Доктор, повторно погрешно ме свати.